यार कर देखो खिरद को नजरे। Ахмадија муслиманската заедница е динамично, брзо растечко меѓународно движење во рамките на исламот. Основано е во 1889 година, а се протега во над 206 земји со членство од десетици милиони. Незиното сегашно седиште е во Обединетото кралство. Во Ахмадија муслиманската заедница се верува дека долго очекуваниот Месија дојде во лицето на Мирза Гулам Ахмад, роден 1835 година, а починал 1908 година, со местото на раѓање уште наречени Кадија. Ахмад тврди дека метафоричното второ враќање на Исус од Назарет како Божји посланик, чие доаѓање е прескажано и од страна на пророкот на исламот Мухамед, е остварено. Ахмадија муслиманската заедница верува дека Бог го испратил Ахмад, како што го испратил и Исус, да се стави крај на верските војни и на човечките омрзи, и го осудува крвопролевањето и го враќа моралот, правдата и мирот. Доаѓањето на Ахмад ја донесува новата ера на исламската природба. Ахмад вели: исламот не смее да биде обземен од фанатични верувања и практики, туку од разум и љубов кон човештвото. Енергично се залагам за вистинското и суштинско учење на исламот. Тој исто така ги признава и благородните учења на големите верски основачи и светци, како Зороастер, Аврам, Мојсей, Исус, Кришна, Буда, Конфуције, Лао Це, и објаснува дека таквите учења се обединети во едно вистинско учење – исламот. Ахмадија муслиманската заедница е водечка исламска организација која категорично го отврла тероризмот во која било форма. Пред повеќе од еден век Ахмад изјави дека за агресивниот джихад со меч нема место во исламот. Наместо агресивност, тој им предава на неговите следбеници порака джихадот да се води без пролевање, без омраза. Интелектуалниот джихад на перото е тој што може да го одбрани исламот. За таа цел хазурите имаат напишано над 90 книги, десетици илјади писма, испорачани стотици предавања, а ангажирани се и во голем број на јавни расправи. Неговата ригорозна и рационална одбрана на исламот наидува на отпор кај конвенционалните муслимански размислувања. Како дел од овие напори за заживување на исламот, Ахмадија муслиманската заедница продолжува да го шири Ахмадовото учење на умереност и воздржаност пред лицето на жестокото противење од делови на муслиманскиот свет. Слично на ова, муслиманската заедница или џамаат Ахмадија е единствена исламска организација која ја одобрува поделбата на верата и државата. Пред повеќе од еден век Ахмад рекол: да се заштити светоста на религијата и владата може само ако станеме праведни души, како и лојални граѓани. Тој предупредува на ирационалното толкување на Куранот низ изјави и на разни додавки низ вековите прилепени на исламскиот закон. Тој постојано изразува загриженост во врска со заштитата и правата на сите Божји созданија. Денес џамаатот продолжува да биде застапник на универзалните човекови права и заштита на верските и другите малцинства било каде да се во светот. Ахмади заедницата има света задача да помогне во еманципација и едукација на жените. Незините членови се меѓу најревносните почитувачи на законот, а се и најобразовани и ангажирани муслимани во цел свет. Ахмадија муслиманската заедница е пред се исламска организација и таа има централен духовен лидер познат како калифа на исламот. Пред повеќе од еден век Ахмад ги потсети своите следбеници на Божјото ветување дека треба да се заштити пораката на исламот преку калифат, духовна институција на следбениците на пророкот, а заедницата смета дека духовните членови на калифатот може да се придржуваат кон вистинските вредности на исламот и да го обединат човештвото покажувајќи му го вистинскиот пат. 5 духовни водачи успеале до сега да ја продолжат мисијата.
петиот и тековниот духовен лидер е неговата светост, калифот на исламот Мирза Масрур Ахмад, кој престојува во Обединетото кралство. Под рководство на исламскиот калифат на Ахмадија муслиманската заедница изградени се повеќе од 1600 џамии, повеќе од 500 училишта и над 30 болници. Џамаатот помага во превод на Светиот Куран во повеќе од 70 јазици. Го пропагира вистинското учење на исламот и пораката за мир и толеранција преку 24 часа сателитски телевизиски канал МТА, преку интернет и печатење на меѓународни публикации од областта на исламот и човековите права. Првите редови во светот, кога е потребна помош при катастрофи, преку независни добротворни организации, ставајќи се во служба на спас на човештвото, како врвен исламски човечки и денес општо прифатен религиски идеал. Ахмадија џаматот секоја година организира средба под името Джалса Салана во Германија и тоа го прави 40 години. Ова година таа средба беше во Карструе, град во Западна Германија. Од Источна Македонија две телевизии беа повикани во Карлсруе да го обележат настанот и да ви ги пренесат импресиите. Телевизија Ерис и Канал 8 од Кочани. Ние нема да влегуваме во теолошките расправи околу гледањата на исламот или разликите помеѓу традиционалниот ислам и џаматот. Ние само професионално ви ги пренесуваме нашите импресии. Секоја цел има поголемо или помало оправдување. Многу има. Кога некому ќе му предложиш да патува со автобус 25 часа, веројатно за чудениот поглед е најмалку што го очекуваш. Но предизвикот е веројатно на што го движи светот. Само човечкото око е прозорец кон надворешниот свет на секој поединец. А надворешниот свет поминува и низ стаклото на автобусот, предучувајќи ги боите, хоризонтот и разликите на Балканот. Како во добра режија се менуваат долините на Морава, Сава, во високите Алпи низ Словенија и Австрија. На стрмните падини како залепени се гледаат фарми, семејни куќи, хотели. Боже, како во Вилеровите гоблени се ова изгледа. Царска земја е првата помисла која ти паѓа на ум. Германската држава не дава ништо бесплатно. Мора да се плати и воздухот ако алспокот на автобусот испушта повеќе загаден воздух од пропишаното. Законот е закон и еврата се преселуваат во Дојче буџетот. Карструе е град од околу 250.000 жители и е типичен германски град со долга историја. Граден е од ново и од еднаш. Карло одлучил да направи град за свое задоволство, за свој мир. Затоа и го носи името Карлов мир. Познат е како град на правото, зашто во него се сместени Врховниот и Уставниот суд на Германија. Но познат е и како град кој со изразена верска толеранција. Во него има методистички цркви, католички катедрали и 16 џамии и центри за религиски активности. На неговата периферија се наоѓа Месе, еден од најголемите саемски простори во Европа. Може одеднаш да прими 100.000 посетители. Токму таму од 5 до 7 се одржува годишниот собир на џамаатот Ахмадија. Собир кој тие на урду јазикот го нарекуваат Джалса Салана. Припадниците на џамаатот пристигнуваат веќе во четврток. Организаторите се дамо 10 дена пред тоа, а и ке слушнете колку се на број. Според правилата на верата се станува рано и се извршуваат верските обреди. Влегувањето е под ригорозна контрола. Секој поединец има однапред подготвена легитимација со код и се проверува на влезот на просторот на сајмиштето. Се проверува и секоја торба, а внесувањето метални предмети е забрането. Во големиот хол на лавиринтот од сали и просторија е информацијскиот центар, каде може да се добие секаков податок поврзан со настанот. Во ходниците се движат луѓе облечени во традиционални индиски и пакистански облики со капа на главата. Разни се облиците и боите на капите, но без капа веројатно се само посетителите кои не се верници на џамаатот.
Се мешаат јазиците, се слуша германски и англиски, но урду јазикот е преовладувачки. Тоа е јазик на кој зборуваат 70 милиони во Индија и Пакистан и во Централна Азија. Според лингвистите тоа е народен јазик кој настанал со мешање на сродните јазици на народите од Пенџаб, но и во него има и персиски и хинду. Во време на могулите, славните цареви на Индија, тоа бе јазикот на трговците, на морнарите, на обичниот народ и на сите кои се занимавале со се само не со политика. Аристократијата пишувала и зборувала персиски. Денес е кодифициран и е јазик на кој се издаваат милиони наслови годишно. Верниците се облечени во лесни облики и во сите бои, од бела до црна. Во овој мравјалник од луѓе изгледа дека никој не се движи напамет, туку секој има своји задачи и цел што треба да ја направи за тој ден. По првата идентификација разговараме со представникот од Центарот за информации за сите нивни обврски. Валейкум аслам, алхамдулилlah, сума алхамдулилlah. Ова е центарот од каде се управува со сите збиднувања на Џалса Салана. Сите информации доаѓаат овде и овде можете да се информирате за се што се случува на овој собир. Ние сме во постојана врска со Центарот за преведување, зашто знаете дека имаме гости од цел свет и ни треба познавање и на турскиот, и на албанскиот, бугарскиот и на многу други јазици. Во Центарот се постојано ангажирани 20 лица кои се на располагање и за организирање на дебати, работилници и се што е потребно за гостите и новинарите. Нашите волонтери помагаат со информации дури и на паркиралиштата. Понекогаш излегуваат и некои организацијски проблеми, но се трудиме бргу да ги решаваме. Напоменувам дека сите сме овде волонтери и сме дел од целата екипа која брои и до 5000 лица. Помеѓу две саемски сали во кои се сместени верниците, поделени по род на жени и мажи, се наоѓа подиумот на знамињата. Таму бевме повикани првиот ден по проверка на нашиот идентитет. Овде званично започнува Џалса Салана за 2015. Пред нас се редеа деца кои пееја верски песни на урду, а сите погледнуваа во влезот на сајмот. Точно во 13 часов се расчисти просторот во средината на ходникот и поголема група луѓе придружена со скандирање идеше кон подиумот. Оно што успеавме да го разбереме беше нешто како хазур, а тоа е титулата што одговара на терминот поглавар. Пред подиумот на ерболите со сите знамења на германските покрајини, а прво е знамето на Баден-Винтерберг, покрајина каде се наоѓа Карлсруе. Се подигаат и германските и знамето на џамаат. Во потполна тишина се молат верниците и халифот заминува во главната просторија каде го очекуваат 30.000 верници Ахмади. На местото на делегацијата застануваат 4 Ахмади и се држат за 4 столбови поставени закосено на секој ќош од подиумот, на кој се знамињат. Се минуваат на секој половина час 3 дена, но до крајот на џалсата знамињата беа чувани од Ахмади загледани во секоја од страните на светот, држејќи ги металните столбови. Не разбравме во што е символиката. Огромна е салата која е исполнета со верници што стануваат да го поздрават хазурот. Нема френетични поздрави, нема изливи на екзалтираност. Атмосферата е некако достоинствена. Ахмадиите седат на постелки на подот од салата со собојни чевли и на големите екрани го следат обраќањето на поглаварот. Видовме и некои кои седеа на столчиња, но ни објаснија дека тоа се претежно гости и лица кои поради здравствени проблеми не можат долго да седат на земја. На највисокото место во салата беше истакнат слоганот на Ахмадиите. Стар 130 години. Љубов за сите, омраза за никој. На германски јазик. Огромното пано позади главниот подиумот исполнети со цитати од Куранот и пораки на хазурите до Ахмадиите, напишени и на урду и на германски. Големите екрани обезбедуваат можност да се следи се што се случува таму и да се слушне секој збор на Мирза, Масрор, Ахмад, халифот. За сите кои не разбираат урду или германски, беше обезбеден симултан превод. Дел од поздравниот говор хазурот го изнесуваше на англиски и тоа во неговата кокни верзија, што се употребува во Лондон
меѓу повисоките образовани слоеви. Ви рековме дека седиштето на џаматот е во Лондон. Обраќањето на поглаварот се состоеше во подсетување на основите на џаматот, на оправданоста на појавата на Ахмад како Магди, како Божи посланик кој дојде да стави крај на искривените читања на светите книги и на постојаниот судир на верите, на постојаните верски образи и војни. Ако се следеше неговото учење, светот немаше да експлодира во насилство во 20 век, што однесе 100 милиони животи, вели Хазурот. Куранот, вели тој, вака. Никој во исламот не смее да влезе без отворено срце и отворен ум. Никој со сила не смее да постане Мухамедов следбеник. Зошто не го почитуваме светиот Куранот кој се комена? Арапскиот јазик е најстариот на светот. На него се напишани пророковите мисла и упаства. Кој има право да преведува од староарапски и да не учи дека токму тоа е смислот на пророковата мисла? Со време се налепиле многу искривени толкувања и се представуваат како свети упаства. Замислете си ја верата. Замислете си го исламот како огледало, во кое се огледуваат луѓето со векови, со милениуми, а од излаканост тоа почнало да ни дава искривен одраз на вистината. Нашето учење е токму тоа, враќање кон вистинските вредности, кон моралот кој е услов за обстанок и на човекот и на заедницата во целост. जलसे मुनक़िद होते हैं उनमें शामिल होने वालों की सवारियों और कारों की तादाद इंतजाम करना पड़ता है। Скоро 2 часа трае проповедта на калифот со рамноверен глас и со сугестивен тон. Припадниците на Ахматот слушаат, некои со затворени очи, и како подуки се обидуваат да ја разберат пораката на нивниот поглавар. Овде слушнав интересен коментар на еден студент по социологија на универзитетот во Дармштат. Високо, синооко момче, што неоделиво подсетува на тевтонските витези, постојано нешто запишуваше. Го прашав, забележува ли мисли на говорникот? А рече, не, јас не сум муслиман, но правам компарација меѓу религиите по тема световно и духовно. Мислам на оно што во христијанството е забележено како Христов став за односот меѓу државата и црквата, на Бога Божието, на царот, царевото. Рационален нордиски народ помисли. И му реков, а што е вашето мислење за денешниот собир? Каде ги гледате сличностите и разликите меѓу џамаатот, традиционалниот ислам или христијанството? Не. На брзина ми рече момчето, јас сум дел од проектот на мојот факултет за процентот на интеграција на разните култури во нашето општество, во Германија. Знаете, ние германците робуваме на педантерија во статистиката и евиденцијата. Најдов податок дека урду заедницата е меѓу најлојалните заедници кон германскиот закон. Имаат најмал број на прекршување на закон. Но, од друга страна, статистиката вели дека се меѓу најпосветените на работните задачи во компаниите каде работат. Како нашата германска работливост се насмеа. Се зафатив со ова истражување да најдам рационален одговор на тоа на што се заснувуваат овие податоци. Јас подоцна ќе ги разгледувам пораките на духовните водачи. Ја видов досега дисциплината и скромност. Затоа тоа ќе го истражувам. Си помислив, Deutschland, über alles. Ништо не се менува. Превршуваше првото обраќање на халифот. Дол ходник води кон отворен простор до сајмот на кој, како во могулски логор, се наредени шатори со зашилени вробови. Базар, пазар или сук, името каде се експлодира пред вас со бои, вкусови и мириси. Но, ако очекувате влематинска врева, како во Турција или на Блискиот Исток, ќе се изненадите. Умиреноста е впечаток кој доминира. Ниту еден трговец на глас не ја фалеше својата стока, а имаше зачини од Пакистан, карактеристични капи кои ги носат припадниците на Ахмади џамаатот, облики во сите бои, специјалитети од нивната урду кујна, чаеви, слики на поглаварот, но и информатичка технологија.
Се трудев да дознам дали капите имаат некоја символика или се модел вкус на секој посебно, но не успеав во тоа. Излеко само еден заклучок. Сите повисоки достојници на организацијата носеа капи налик на нашите шубари, онакви какви што носи Хамид Карзаи, председателот на Авганистан. По се изгледа дека видот на капите има некој правил, но ќе треба да се бара етнолошко објаснување. За цело време во посебен простор се служеше храна. За сите ученици на џаматот и посетители, и верници и гости. Разбирливо, храната е од менито на урду културата, многу зеленчуци, теста на различни начин, ориз, разни меса, а се зачинето со карактеристични зачини на нивната кујна, својствени за истокот, но не многу блиски со европската традиција. Кафе и чај можеше да се добие во секој момент. Успеавме некако да добиеме можност да ви ги презентираме изјавите на одговорните за приготвување на храната. За сите посетители е обезбедена храна во текот на целиот ден. Проценките за потребното количество ги правиме однапред, но спремни сме и да интервенираме доколку се јави недостаток од некои продукти. Храната е свежа и со гарантиран квалитет. Се разбира дека е од нашата урду култура, но некогаш и се прилагодуваме. За илустрација да кажеме дека дневно се лупат и приготвуваат неколку тони зеленчук, исто толку разни меса и додатоци. Меѓу нашите волонтери имаме и кувари кои имаат големо искуство со приготвување на толку големи количества храна, но добредојдена е секоја помош од волонтерите аматери. 1000 луѓе се секој ден во целиот овој процес на приготвување на храна. Првиот ден привршуваше со молитви и со религиозни песни на помладите членови на заедницата. Карстру е потпрено на црните плани и сенките на шумите се издолжуваат по 21 часот. Заоѓа некаде сонцето кон Франција и кон Атлантикот, а првиот ден од Џалса Савана завршува. Полна глава печатоци и распоред за следниот ден на собирот. Ние ќе се обидеме да ви ги пренесеме организацијските квалитети на Ахмадиите, а тоа се 30.000 луѓе, 3 дена на едно место, здружени во молитви и непосредност на заедницата. Сабота, втор ден на Џалса Савана. Повторно го поминуваме истиот третман за идентификација при влезот во големиот простор на Месе Саемот, каде што се одржуваше џалсата. Собир на Ахмадија џамаатот. Според распоредот што го добивме, калифот денес ќе биде во друштво на женскиот дел на Ахмадиите. За нас не беше предвидено присуство, но на големиот екран во салата, каде повторно имаше десетици илјади верници, можеше да се следи целиот настан. Приметив дека до хазурот седеше жена, покриена со фередже, а верничките беа само со шемија и со традиционални облики. Се слушаа верски песни на урду јазикот и не успеавме да слушнеме некоја проповед на поглаварот. Во разговорот со некој од ахмадиите дознавме дека на џалсата има и деца, но тие се во посебен дел со мајките. Довидувањето на деца има посебна потреба, бидејќи во присуство на калифот тие стануваат членови на џамаатот. Дали има некоја посебна верска поставка, не дознав. Затоа решивме саботата да исполниме со разговори со луѓето кои со сето ова го организирале. Во големиот хол на саемот се изложени курани на многу јазици, дела на поглаварите на Ахмадијата, на сите јазици, па и на македонскиот. Сите посетители поминуваа покрај паноа на кои беа напишени некои од основните постулати на џамаатот и на исламот. Домакините на секоја група љубезно ја водеа и ја информираа. Со нас е и имамот Васин Ахмад, кој често престојува во Босна и во Македонија, па со него е и првиот разговор. Нашиот џамаат има традиција од 120 години и вакви средби организираме исто толку години. Во Германија ова е 40-та ваква џалса и кога нешто се прави толку многу години, веќе тоа наликува на река, која треба да се следи по незиното течение. Ние за некоја година овде организираме и штандови на кои се изложени преводи на Куранот и делата на Хазурот на разни јазици. Еве, овде можете да видите и на македонски јазик на некои од делата
во кои го вложуваме и напор да бидат блиску и разбирливи за македонците членови на џаматот. Но тоа сето го правиме со љубов, зашто веруваме во паролата љубов за сите, омрза за никој. Секој гост овде е добре дојде. Ке имате можност да се запознаете со духот на нашава џалса, а тоа е заедништвото, молитвата кон Господа, молитва за мир и меѓусебно разбирање и почитување. Додека покрај нас споменуваат гости и верници во голем број, во воздухот виси прашањето: кој се ова го организира? И најбезбедното капиталистичко прашање: кој се ова го финансира? Со љубезноста на Васин дојдовме до човекот кој е на врвот на организацијската шема. Го замоливме да зборува на урду јазикот поради автентичноста. Васин преведуваше. Тоа да ги поздравам вашите гледачи. За ваков собир од 35-40 илјади луѓе е потребна добра организација. Ние имаме околу 5000 волонтери, кои се поделени во разни организацијски групи и секој си ја знае својата задача. Некои се грижат за храна, други за сместување, трети за хигиена и така натаму. Напоменувам дека многумина се експерти во своите области, но овде тие се доброволци, волонтери. Некогаш работите мораме да ги решаваме во согласност со проблемите, но и тоа го решаваме брзо. На првата вечер беше исклучително топло и моравме да набавиме повеќе вода, сокови и се што е потребно. Најважно за нас е дека сите се волонтери и тоа го прават со љубов, со вера, со предаденост. Како членови на Ахмади џамаатот, припремите за идната џалса започнуваат веднаш кога ќе заврши џалсата од оваа година. Дознавме дека најбрегорастичкиот дел од џамаатот се афричките. За среќа, додека разговаравме, дојде една група од Того и еве ги нивните изјави. Јас сум Мохамед од Того. Имам 40 години и бев овде минатата година, а бев и многу задоволен од она што го видов. Лани дојдовме малку подоцна, задоснивме и затоа годинава решив да дојдам и повторно за да видам што може повеќе. Лани дојдовме само малкумина, бевме навистина пријатно изненадени од она што го најдовме овде и тоа не направи стрекни, па годинава дојдовме во поголем број. Оно што посебно не прави стрекни е што се среќаваме со многу луѓе. Овој настан се организира еднаш годишно, но можеби би требало да се собираме 2-3 пати во текот на годината. Добро е што овие средби се организираат во различни области и што можеме да контактираме со локалните џамаати. И тоа ме прави посебно среќен. Во новинарскиот пул имаше телевизиски екипи и постојано присуство на Ахмади и телевизијата. Не замолија за кратки изјави, но и добивме ветувања за посета на нивните репортажни студија и информатичката база за целиот настан. Васин повторно со нас и го најдовме одговорниот за телевизискиот пренос во целост. Емитуваме на различни јазици. Нашата екипа брои од 200 до 300 членови. 10 камери го пренесуваат настанот во живо и уште 10 снимаат дополнителни инсерти. Сето тоа го менаџираат неколку тимови. Еден е одговорен за главното емитување и снимањето во салата, друг во останатите објекти каде се одвива настанот, а имаме и тим во студијата. Располагаме со 3 студија. Едното е наменето за главното емитување, што оди на арапски, друг тим е одговорен за стримингот на интернет, што се реализира и на германски, а имаме и дополнителни тимови за графика, организатори и логистика. Најмалку 10 луѓе секогаш се ангажирани во главната соба за монтажа и видео. Имаме дополнително и студио за проверка на квалитетот за се она што се емитува. Емитуваме и го покриваме целиот свет. Секој ден во просек емитуваме во живо од 8 до 10 часа програма. Додека се движиме низ огромните зданија на сајмот, носиме апарат за симултално преведување. На 14 јазика се преведува се што изговорат говорниците во салите каде се одржува верската полука. Во еден огромен шатор се сместени кабините во кои се преведувачите. Љубезниот Васин и ја добивме изјавата на шефот на Центарот за симултанен превод. Јас го раководам Центарот за симултано преведување веќе 20 години. Во 20 кабини имаме преведувачи на 14 јазика, но и можност да вклучиме и некој друг јазик ако за тоа има потреба. Секако преведувачите имаат познавања не само од
потребниот јазик, туку и од верските теми за кои што се зборува. Преку симултан превод, секој учесник во џалсата може да следи се што се кажува од страна на говорниците. Имаме спремено 10.000 радиослушалки подесени на нашата фреквенција и кои може да се подигнат од нашите волонтери. Многу од преведувачите имаат долго искуство во работата, а јас имам потполна доверба во нив. Но ако некој смета дека не разбрал доволно или нејасно, може да разбере, да дојде овде и да му дадеме снимки со јазик кој нему му е разбирлив. Се разбира доколку имаме преведувач. Се трудиме секоја порака на Халифот да стигне до секој слушател кој тоа го прима со отворено срце. Довербата овде е на највисоко ниво. Додека полека одминуваше, секој час се враќавме во местото каде што се служи кафе, чај и храна. Ориенталните мириси ни станаа прифатливи, а љубезноста на сите волонтери нормална. Се сретнавме и со студенти од Хрватска, кои работеа на некое слично истражување како и високиот студент од Дармштат. Можевме да слушнеме и босански и бугарски јазик. Коментарот беше: гледај сега колку ќе се исполни простор за пушење од нашинци. И наистина, десетина посетители за кои не дознавме дали се ахмади или муслимани од Балканот, пушеа и разговараа на јазиците од поранешна Југославија, или модерно речено Западен Балкан. Еден мој колега од Скопје прокоментира дека станува досадна љубезноста на организаторите. Погледнеш во него и веднаш се смее и прашува како може да помогне. Ништо не имате тешко. Велат нема, не можам. Досадија една. За 2 дена не видов ниту една кавга и како нема да ни е досадно. Овие ни за ВЦ не се карат. И како што играта на зборови знае да ја каже вистината, веднаш се сетивме да прашаме како толку голем број на луѓе одржува хигиена. Додека гласно размислувавме, една госпоѓа со потекол од Македонија, но со долг стаж во Германија, се насмеа и прокоментира: ма не се работи колку се чисти, колку чиста, туку колку се валка. Не чистат германците повеќе од нас, туку внимаваат да не се валка. Подукова изгледаше како критика или констатација, се двумевме, но така е. И навистина за хигиената се грижи голем број на луѓе, но поголем број се грижи за да не дојде до валкање. За неважната работа на овој собир се грижат повеќе од 2000 ахмади волонтери. Поделени се во 5 групи и функционираат по сектори. Некои ги обслужуваат санитарните јазли, други се грижат за сметот и неговото изнесување, трети за општата хигиена и вентилација во просториите. Одржуваме средба секој утро и ги одредуваме итните и другите орски. На паркингот имаме 20 големи контейнери, а изнајмивме и 20 возила за изнесување на сметот. При волку голем број на луѓе неопходно е да се изврши се навреме. Разните ориентални чаеви имаат карактеристичен вкус. Се сетив на една англиска легенда во која се вели дека во Азија чајот е насушна потреба поради исхраната, а само во Европа му додаваме млеко колку да му го расипеме вкусот. Бројот на ахмадиите присутни на џалсата не се намалуваше во вториот ден и сите беа во кругот на сајмот. Некои од салите беа затворени со прегради и видовме како влегуваат и излегуваат верници. Зад завесите беа поставени импровизирани кревети од сунгер кои служеа за одмор, а изненадувачки е чистиот воздух внатре, иако се работи за огромен број луѓе. Добра вентилација или хигиена на високо ниво, само тоа е можниот одговор. Секако е нужна и добра организација. Овој дел од Германија е познат по највисоките температури во текот на годината, споредбено со другите делови. На вториот ден од џалсата температурата во воздухот осетно се зголеми. Можноста за некој да колабрира при толкова маса луѓе известна. Од еден дел на сајмот излегуваа луѓе со медицински задачи. Само малку почекавме и дојде главниот лекар кој љубезно не запозна со организацијата на медицинската нега овие 3 дена. Во Центарот за прва помош ги имаме сите услови за интервенција при здравствени компликации на посетителите на џалсата. Во екипата имаме доктори на медицина, лекари и студенти по медицина. Тие сите се волонтери, но се знае дека во оваква постапка е потребно знаење и искуство. Знаете дека членовите на џамаатот се вработени во низа медицински установи во Германија, меѓу кои и болници кои ние ги основавме. Ништо не смееме да оставиме на случајност.
Во секој момент сме во врска со околните клиники кои ни ги даваат на располагање нивните амбулантни возила за брза интервенција. За сега немавме некои поголеми проблеми, воглавно се работи за повишен крвен притисок и за колабрирање од висока температура на воздухот. Во главната сала за цело време се одвиваа верските полки кон крајот на денот, што завршуваше со пеење на хорови кои доаѓаа од разни краеви, се разбира, пееја верски песни. Овде учествуваше и група од Македонија, поточна да разбрав дека пееле во присуство на халифот. Црвената топка на сонцето пливаше кон Атлантикот и ги правише водите на рај на огледало во кое се огледуваа бродовите. Пловеа тие некаде кон север или кон југ, се разминуваа во тишина. Истата нема тишина како текот на рајна во која скокнала Вилхемина, легендарната божица на старите Германи. Привршуваше вториот ден од нашето следење на Џалса Салана. Третиот ден за почеток е ист како и претходните два дена. Идентификација и распоред со активностите за тој ден. Бидејќи е завршен ден, свеченоста се чувствуваше насекаде. Калифот беше во женската сала, откаде раководеше со молитвите во салата за мажи. Импозантен број на верници се молеа. Сугестивниот глас на Хазурот како да го исполнуваше секое катче од огромната просторија. Еве само еден дел од амбиентот. Денес распоредот на седењето беше различен, зашто новите ахмади беа седнати во предниот дел. Вообичаеното влегување на поглаварот во салата следуваше и денес. Овој пат тој седна пред бината и почна со церемонијата на заклетвата. Секој ахмадија го допираше десното рамо на верникот што седеше пред него и ги изговараше зборовите што ги кажуваше калифот. Ви ги пренесуваме во целост. Ашхаду لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। Dass der Prophet Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siegel der Propheten Khatamun Nabiyyin ist. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam वही इमाम मेहदी और मसीह माऊद तस्लीम करता हूँ। derselbe Imam Mahdi und verheißene Messias ist. जिसकी खुशखबरी Der vom हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी। Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verheißen wurde.
मैं वादा करता हूँ कि Ich verspreche, dass ich मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की die vom verheißenen Messias salam मुकर्रर फरमूदा 10 शरायत बैत का aufgestellten 10 Bedingungen des Treueids पाबंद रहने की कोशिश करूँगा zu erfüllen mich bemühen werde. दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा Ich werde meinen Glauben den weltlichen Belangen vorziehen. खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का ताल्लुक़ रखूँगा Ich werde mit dem Khilafat Ahmadiyya immer treu verbunden bleiben. और बहैसियत खलीफतुल मसीह Und Sie als Khalifatul Masih आपकी तमाम मारूफ हदायत पर in allen Ihren Maruf-Anweisungen अमल करने की कोशिश करूँगा zu befolgen versuchen werde. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व तरफ़्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी व इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता। ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर जुल्म किया O mein Herr, ich habe wieder meine Seele gesündigt. और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ Bekenne alle meine Sünden. तू मेरे गुनाह बख्श Ich bitte um Vergebung, कि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं denn außer dir kann niemand verzeihen. आमीन। По оваа свеченост на бината излезе Хазурот и неговите гости. На бината излезе државниот секретар на Советот за надворешни работи на Германија и изборуваше за местото на секоја вера и верска заедница. За германската држава сите граѓани се еднакви, сите верски заедници се рамноправни, сите треба да ги почитуваат своите верски верувања, но се разбира и германските закони. Вашата заедница е рамноправен дел од нашето општество. Со тоа ние уште еднаш истакнуваме дека во наше општество нема место за верски заедници кои привикуваат на омраза, на војна и кои ги нарушуваат основните постулати на денешна Европа – толеранција, диалог, соживот. Во поздравните говори кон присутните се придружи и членот на Покраинскиот парламент, кој е од редовите на Ахмадиите. За местото и улогата на секој Ахмадија во современа Германија зборуваше ни собствено искуство. Секоја година на завршниот ден од џалсата се доделуваат стипендии на најуспешните студенти и постдипломци, членови на џамаатот. Стрпливо тие стоеја во ред студенти во Швајцарија, Германија, Обединетото кралство, Франција. И на секој од нив Хазурот му доделуваше медал и диплома. Најкрнот одеа информации за тоа што студирале, што завршиле и со каков просек. Она што го слушно беше за пофаба. Се сетив на состојбите канаси и барањето да се студираат природните науки. Најголем број од наградените студирале токму такви науки. Ретко слушнав да се спомене маркетинг, менеджмент или нешто слично. Омилени наслови што превладуваат кај нас. По последната молитва, Ахмадите го поздравуваа поглаварот и ја напуштаа салата. Во добро утврден ред се празнија и околните сали и шатори. Излеговме надвор и дури сега приметивме дека од левата страна на саемот има огромен паркинг простор. Ахмадиите се прегрнуваа, влегуваа автомобилите и заминуваа.
Ние го привршувавме нашето присуство на Джалса Салана 2015 во Карсове. Така заврши собирот, но нашите обврски продолжија со прием во Ахмади центарот во Франкфурт. Тоа е седиште на џамаатот во Германија. Во Франкфурт калифот пристигнал на 24 мај и е пречекан од членовите свечено. Присуствувал на отворањето на нова џамија за потребите на џамаатот. Според информациите, планот е до 2020 година да се изградат 100 џамии. За сега се отворени 45. Во Германија, освен џамии, има и центри на џамаатот каде ги обавуваат своите верски подуки и активности. Џамиите се со карактеристична архитектура од Пенџаб и не се налик на сунитските џамии на кои сме навикнати ние на Балканот. Во склоп на џамиите често има и место за подуки и други активности потребни на џамаатот. Центарот во Франкфурт е огромно, четворно-аголно издание со неколку дела. Според информациите во него, своји активности секојдневно обавуваат неколку стотина ахмадии. Водат евиденција за активностите, собираат чланарина, се грижат за сите институции од нивниот џамаат во Германија. Овде не примир Хазурот и еден час можевме да разговараме со него. Верниците од Берово, Пехчево, по неколку пати му се имаат представено досега. Јас како новинар му поставив две прашања. Првото е поврзано со актуелната состојба со имигрантите од блискиот и далечниот исток кои стенуваат се поголем проблем и за нашата држава. Тој ми одговори дека тие немаат државни институции кои може да реагират, но веќе разговарал со надлежните органи во Европа како да се најде решение и да се помогне на овие несреќни луѓе. Тој рече дека членовите на џамаатот со сите своји сили ќе помогнат на овие луѓе, како и секогаш кога помагале на сите страни каде помош е потребна. На прашањето на предизвикот на денешнината од милитантниот ислам во Европа, Хазурот одговори: Ке го пренесам ставот на баронесата Могерини, која е задолжена за надворешна политика на Европската унија. Исламот е и европска религија. Тој е во Европа 1000 години, во Шпанија, на Балканот, во Средна Европа. Мораме да научиме дека иднината треба да ги издиференцира добрите намери на секое верување и секоја култура. Веруваме дека светот треба да биде дом за сите добри луѓе. Мораме да побараме начин да градиме доверба со која ќе се бориме со носителите на омраза и рушење. Светот мора да понуди заедничка перспектива. На крај се сликавме со него, а некои од ахмадиите од Македонија има спремено песни кои ги исполнија на приемот. А ние да споменеме дека иако се малку наброј, овој џамаат во потрага на своето место во изразување на своите активности и верувања во Берово и Пехчево, засега стрпливо очекува решение од надлежните за простор каде може да ги обавува своите активности. Ова беа нашите импресии и, како што рековме на почетокот, се држиме до новинарското правило. Го пренесуваме она што сме го виделе или дознале, проверувајќи ја неговата веродостојност. Другото е на вас, почитувани гледачи. यार कर देखो